Повестите во 9 часот се префрламе на следна тема и следно наша гостинка во студио. Зборуваме за македонската мода, за македонските дизајнери, колку македонките и македонците сакаат да носат дизајнирана гардероба. Ива Спасовска е наша гостинка, наша позната модна дизајнерка и секако ќе те најавиме како модна инфлуенсерка. Може и така. Бидејќи некако модерните времиња го наметнуваат тоа, иако траеш на сцената многу подолго од Инстаграм. Така е, така е. Добро утро, ви благодарам на поканата, прекрасно ви е студиото. Благодариме. Па и вие. Од човек што се разбира во мода, вака да пофали, тоа е добар комплимент. Така, и пред да се запалат светлата, истото го кажав и сега... Вака кога не биде на светло, уште поубаво. Уште поубаво, обично има еден мит велат, кога ќе запознаеш некој човек во дискотека, запали светло, излезете до надвор, види како изгледа, па потоа продолжи се разговор. Договори го тредента. Ива, одиме на темата, колку македонците сакаат да носат дизајнерска гардероба, ајде така ќе почнеме. Имаме ли доволно на ова наше тло македонски дизајнери и колку Македонија е плодна почва за вашата работа? Па вака, Ване, да ти кажам, да, има доста голема заинтересираност, има потенцијал голем и навистина имаме прекрасни луѓе кои што сакаат да се модерни, да бидат во тренд, за разлика од другите држави во Европа или Америка, каде и да сум стапнала, сум видела со мои очи дека навистина нашата држава и не е така лоша кога станува збор на таа тема мода. Всушност луѓето, а јас бидејќи работам со жените се тие кои што навистина сакаат да бидат во трендот, сакаат да носат најразлични парчиња, без разлика дали е јавна личност или не, повеќе од 2 пати не се носи нешто или слично, или се комбинира во со најразлични аксесуари, за тоа да не изгледа слично од претходното издание. Така да баш ми е мило што навистина ние како дизајнерите или јас како моден дизајнер околу повеќе од 17 години, можам да кажам дека можам да продолжам понатака со мојата професија, бидејќи сум презадоволна од тоа како тече целата заинтересираност и целата таа магија. 17 години, Ива, тоа е долг временски период да можеш да направиш испоредба за едно време. Јас, додека се подготвувавме за разговорот, јас велам паметам едно време кога растевме, особено во средношколските денови, па кога се подготвувавме, еве сега ќе дојдат матурите, полуматурите, тогаш беше престиж да те облече македонски дизајнер. Тоа чинеше многу. И овие светски модни куќи нема влијание, не беа дојдени кај нас, на наше тло. Дали тие го поместија малку тлото за вас? Дали остана потребата да кај македонките и македонците, кај сите, нели, кај машките и женските, и вербата во македонските млади дизајнери, да те облече наш дизајнер, да ти скрои и да веруваш во материјалот и во квалитетот? Да, супер прашање. Бидејќи самата бројка во моето искуство кажува дека вреди и дека се уште е така како и порано, и навистина многу ми е мило, бидејќи колку нашиот импакт како модни дизајнери може да влијае, толку и обратно самата почит е од нивна страна, нешто што можеш ти да влијаш до некаде, меѓутоа не и колку што клиентите самите по себе одлучуваат да ја посветат до вербата на одреден моден дизајнер. Конкретно за мене, навистина ми е многу драго што е така, бидејќи тука веќе не се дискутира, кога ќе доаѓа клиент на консултација, не се дискутира квалитетот на материјалот. Знаат каде доаѓаат и со самото искуство, иако и од првиот ден беше тоа така, кај мене, некако им влевам доверба. Психологијата е јака страна на овој бизнес и навистина можам да кажам дека пасијата која што ја имам многу влијае во таа доверба и во таа чест да еден клиент носи модно парче, конкретно моето, не знам за другите модни дизајнери, меѓутоа навистина и денеска е престиж да се носи Ива Спасовска. Ако Петен ги споредиме работите и гледаме дека дизајнерската гардероба е се популарна и популарна, значи ако генерално ја земеме сликата, не би се осудил никој дизајнерите да работи со нешто погрешно, бидејќи тука се работи индивидуално, очи во очи, работиш со еден човек кој што треба да има доверба. Колку Инстаграмот ти помогна? 17 години спомена. Во
кариерата. Да. Си имала доста шанси да работиш и надвор. Тоа го знам. Да. Но секогаш си се враќала дома. Да. Дали тука имаше и удел Инстаграмот, бидејќи на тој начин некако ги отвори погледите кон светската мода повеќе, не само да вие како македонски дизајнери ги примате информациите од надвор, туку едноставно и вие да извезувате преку Инстаграм, еве што ние имаме во Македонија. Така. Колку денес тоа ти е од помош, бидејќи гледам дека доста и внимание посветуваш и на тој дел, на тој инфлуенс? Па вака, јас имам, сите имаме шанса со интернетов денеска да продаваме онлайн и тоа супер имам шанса преку Инстаграмот, Ептен ми е нешто што сум многу благодарна како платформа што ја имаме, бидејќи предходно, пред Инстаграмот, беше најчесто уста на уста реклама или предходно Фејсбукот. Но и тоа беше успешно. Секој време некако си има своји убавини. Така, секогаш има некоја платформа без разлика, сите луѓе. Одеше по-споро. по-споро. Неоправдано. Пофалбата е неоправдана. Точно, дефинитивно и денеска ја имам, меѓутоа ќе речам дека порано и многу беше полесно, иако потешко за многу луѓе, мене ми беше конкретно лесно, бидејќи јас кога го почнав накитот пред 17 години на Фејсбук да го објавувам чисто како хоби за мене, луѓето бидејќи не очекував бизнис, бе дете и тоа стварно го работев без никаква математика во глава, многу спонтано помина се и од тогаш всушност се издигна целата таа популарност или не знам како да кажам. Па популарност. Македонките знаат за брендот. Не мора да е некој човек јавна личност по секој ден како нас на телевизија да биде популарен, нели секоја професија си носи своја популарност, значи да заклучиме Инстаграмот, но си бара и тоа работа и посветеност. Како успеваш да ги искомбинираш работите од една страна, креативниот ум, смислување на креации и сето тоа што го бара работата, а од друга страна Инстаграмот изгледа се супер, изгледа се розово на Инстаграм, но бара исто дополнителна работа, дополнителни часови и ангажман од тоа што човекот го имал до тогаш, за да го испромовира нештото. Па вака, со оглед на тоа дека како моден дизајнер, каде што имам свој бренд, всушност и локал вработени, и работам лице со клиентот, од набавки до мерки, до проби и сето тоа, каде што термините се најсериозна работа и се многу голема одговорност, дека не смее да се прескочи. До сето тоа во постпродукција на маркетинг, што јас лично си го работам сама, нели имаме сега на сите телефони точно да ти брои колку сати скрин тајм, колку сати посветуваш на одредени апликации во монтажа, во видео, во продукција, во фотографија, со оглед на тоа дека јас бев сценски дизајн, фотографија, имам завршено факултет, јас сакам многу, љубам да ги фотографирам јас доколку сум во можност или да ги правам видеозаписите јас, па да ги монтирам, така да отприлика околу 7-8 часа на ден ми зема само Инстаграмот, настрана од инфлуенсните активности како реклама или спонзорирање на некој одреден друг бренд или нешто, или да речеме шетање или мој лајфстайл, начин на живот, каде што го споделувам на јавните социјални мрежи. 8 часа ми се посветени на социјалните медиуми и останатото ми е за ателието, од прилика исто така 8. Значи баланс, дневна основа. 16 часа, останатите спиење и одмор. Ива спомена, Иване кажа дека си живеела надвор, си имала можност да видиш, но и да споредиш, си живеела во Англија, во Америка, не можат нешто многу да се пофалат со некој звонреден стил на облекување, но ева македонците, велиш, секогаш кога ќе дојде во Скопје, така си се чувствав убаво, сите си се дотерани, следат мода. Каде сме ние македонците, со оглед на тоа дека твојата работа те прошетала и во Париз, и во Италија, секаде каде што се модните светски центри? Па Париз и Италија би ги издвоила дефинитивно. Меѓутоа Америка
конкретно јас цела Америка ја немам прошетано, бев да живеам во Лос Анџелес, таму не видов нешто што можеше да ме изненади. На одредени локации, на некои настани да, меѓутоа во дневниот начин на живот луѓето беа многу подпросечно облечени, зборувам за девојките и жените, за разлика од кај нас. Истото и во Англија. Значи Европа води. Европа како континент има предност во модата. Европа, конкретно Германија, не. Значи Македонија, Србија, така. Значи балканските земји можеме да си ги ставиме на една убава листа. Би си ги ставиле, така? Точно, меѓутоа кога би ги споредиле со Италија или Франција. Каде сме? Па да речеме дека сме само буџетот менува, бидејќи нели оние разлики кои што се поврзани со целата материјална ситуација, таа не прекоси, бидејќи ние сакаме да изгледаме исто како некој од Инстаграм или од Пинтерест, од социјалните медиуми, некои прекрасни креации да ги имаме и ние, меѓутоа всушност зборувам за клиентите, сакаат да ги имаат, меѓутоа станува збор за материјали кои што 500 евра чини 1 метар, а конкретно 3 метри ти требаат за тој фустан. И ние како дизајнери, всушност јас, не знам за другите, треба да измислиме топла вода за да го балансираме буџетот со креативноста на максимално ниво за да излезе слично, а да искористиме нешто поприфатливо. Така. И еве при крајот разговорот да дадеме една генерална оценка за македонската модна сцена. Настани, реви, соработка помеѓу самите дизајнери кое што имате, сега го прашуваме и ние водителите, се велиме соработуваме сите меѓу себе од медиумите, но конкуренција си е конкуренција, тоа е факт. Генерална оценка на каде се движи македонската модна сцена, вака до сега слушајќи те очекувам позитивен одговор, меѓутоа како ги гледаш сега работиве? Па ми е драго што јас веќе се уште спаѓам во младите дизајнерки, меѓутоа има многу помлади од мене дизајнери што излагаат константно. По години ако зборуваме но по години искуство не се веќе во младите дизајнерки. Така и драго ми е за тоа. Како раѓа, така и некои од нив згаснуваат, бидејќи навистина овој бизнис не е едноставен. И во исто време ги има, што е важно, додека ако јас сум била пред 10 години една единствена млада дизајнерка како девојка, јас тоа го тврдам, а сега веќе има повеќе. Мислам дека одиме во нагорна линија, сега како ќе движат и на кој начин останува на нив. Најважно е да се пратат трендови, бидејќи модата е тоа, меѓутоа едно од поважните работи е, што го знам лично за мене, дека ако некој стил го чувствуваш како свој, задржи го и тоа е тоа. Јас денеска ми е драго што го држам тој мој стил, некој што знаат луѓе парчиња на улица или на свадба или било кој настан да го препознаат дека е тоа моје парче, и тоа е, мислам дека успехот. Потоа ако се држат и тие мои соработници не се, меѓутоа се колеги, мислам дека ќе бидат на добар пат. Ти благодариме за гостувањето, беше пријатно да се разговара за мода утро, да направиме едно убаво интервју. Ви благодариме.